Воведување на 50-50 поделено, подеднакво, заедничко или споделено старателство и одговорно родителство и по развод. Група родители бараат измени на законот на семејство со што би се остварила праведна положба на родителите во однос на остварувањето на родителските права по развод. Тоа подразбира поминување еднакво време со децата, но и еднаков удел во донесување на важните одлуки за детето во поглед на образование, здравствена заштита, занимавање со спортски, социјални и други активности. Овој модел е всушност комплетна спротивност на досегашната пракса каде што децата поминуваат поголем дел од времето со едниот родител, кој сам донесува одлуки, а улогата на другиот се состои само во повремени средби со децата. Директорот Драги Змијанац укажува на емоционалниот и психофизичкиот развој на детето, тргнувајќи од тоа дека од особена важност за него е поддршката и љубовта на двајцата родители. Првата детска амбасада во светот Мегеши ја поддржува оваа иницијатива од многу едноставна причина, а тоа е на детето му требаат два подеднакви и квалитетни посветени родители. Доколку тргнеме од основниот принцип за најдобар интерес на детето и доколку детето ни е фокус на неговите потреби, во тој случај потребата за воведување на заедничко одговорно родителство по развод има позитивни големо влијание на остварување на правата на детето, да има контакт квалитетен и со еднакво време со двата родители. Подеднакво и заеднички да водат двата родители грижа за него и при тоа фокусот да биде на правата на детето, а не на родителските права. Кога се разведуваат партнерите, не се разведуваат родителите, тие се родители на детето цел живот. Тие треба да ја разграничат улогата на партнер и родител и во тој случај може да градат квалитетни родителски односи и врски со детето и по развод. Нефункционалното родителство најчесто е резултат на нарушени партнерски односи. Кога ќе се разграничат и оделат овие улоги, ќе имаме квалитетно и одговорно родителство и по развод. Даваме поддршка во насока на креирање на законска основа, која ќе даде можност двајцата родители да добијат заедничко родителство над децата доколку ги исполнуваат условите и критериумите за одговорно родителство. Според светските искуства, овој концепт е еден од најсложените, но се смета дека е најдобро решение за детето. Впрочем, и една фундаментална препорака на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации. Надлежниот суд и стручниот тим на Центрите за социјална работа при оценување на доверување на детето за чување и воспитување и грижа треба да тргнат од позицијата дека двајцата родители треба заедно и непосредно да вршат родителско право, односно да таквата позиција по можност им биде еднаква и рамноправна. Треба да се овозможи да се залагаат да во такви околности имаат оценка Центрите за социјална работа кој родител го остварува квалитетно родителско право. Доколку не го остварува квалитетно родителско право, а имат еднакви стартни позиции, тогаш му се дава на едниот родител право на видување, дури може и да му се одземе родителското право ако има психичко, физичко или сексуално или не знам какво наследство врз детето. Според директорот Змијанац, етапно оди реализирањето на родителската иницијатива. Запознати се и институциите. Одиме во етапи, значи институциите се запознати, очекуваме конституирање на собрание и доставување на оваа иницијатива повторно до Министерството за труд и социјална политика или група на пратеници од кои очекуваме да добиеме поддршка. Заедно одиме сега на национална конференција со народниот правобранител и групата на граѓани кои сакаат да остварат родителско право заедничко и рамноправно и одговорно да водат грижа, воспитување и чување на детето. Следната етапа ќе биде кон крајот на годината народниот правобранител на регионално ќе ги свика сите народни правобранители за да направи компаративен осврт и анализа како се применува заедничкото и одговорно родителство по развод. Со една напомена за граѓаните и граѓанките да знаат дека детето нема да ја менува адресата на живење, туку станува збор за можноста двата родители да имат еднакво количество на видување, грижи и чување и при тоа брачните партнери да си ги препознаат, поранешните брачни партнери си ги препознаат многу клучната улога, тоа е родителската улога и да соработуваат меѓу себе во најдобар интерес на детето, за да детето не биде жртва на нивната бракоразводна постапка која многу често завршува и со оневозможување на гледање на детето не само на едниот родител, туку на целото семејство на родителот кој во моментот во најголем број случаи е со право на видување, а другиот е со полн капацитет со целосно право на чување, изгрижување и воспитување.
Концептот на заедничко старателство постои во голем број развиени држави: Белгија, Холандија, Швајцарија, САД, Канада, сите скандинавски држави, Словенија и така натаму, каде што во законодавствата на секоја од овие држави експлицитно е наведено дека децата и по разводот остануваат во еднаква надлежност на двата родитела.